да останеме во мир, да бидеме со Божјата логика и кога ни е најтешко, да не дозволиме на оганот бензин да фрламе, затоа што ако поука не зедовме од ова што ни се случува, не треба повеќе никој да живееме. Ви повикувам да не се воите со конфликтна логика, затоа што конфликтната логика секогаш е логика на делба, на уништување, на валање на бикот во крв. Овде ќе завршам и ќе се повлечем во мир со една голема реорганизација, затоа што сите мои пораки, лелеци, сите мои солзи, мојот плач, никој не го свати за се оно што го надовестував, го гледав и баравме помош од институциите, баравме помош од премиерот, од министерот Тошковски, за Дувлочани што побрзо да се среди. Имам докази за се, но пред да продолжам, нека биде и ова една вистина за делата наши, една вистина за дека некој во Кочани сам се борел и така ќе продолжи, затоа што ова држава има закони, а тоа што се занемаруваат е друго. Мојата битка ќе продолжи од понеделник. До тогаш ве молам, секој барајте си го мирот со своите најблиски. Заборавете на Павлов, кој што го знаете сите досега, бидејќи ова многу боли, ова е стрес на нешто што сум се борел да не дојде, а дојде. Бара да бидам настрана од многумина од вас. Нека ова вклучување во живо биде завршно, а имам уште многу да пишувам и да кажувам, но ете, нешто однатре ми вели да бидам настрана со последните објави кои што ги пишав со факти и каде што еве јавно го молам, го преколнувам Тино да прогласи елементарна катастрофа во Кочани и сите кои што биле ова кобна вечер, без разлика на виновници или не, да се проверат здравствено, бидејќи на вистина овие азбестни честици се идентични на Чернобил, познат на нас
на тој еден кобен 1 мај, како сме го преславувале кога се случи Чернобил. Не смееме да молчиме и затоа морав да се вклучам, бидејќи не можев да молчам, али најпрво да им помогнеме. Јас не знам како можем да помогнам, иако имам многу од моите дела што ќе носат само добри бенефити, ама овие убијци, ова злосторничко здружување му се посра на моето дело и освен за подсмев во мојот град и во мојата Македонија, Владо Павлов за ништо не служеше. Моето дело, моите услуги, ги отварам вратите за сите оние кои што сакат да им помогнам, со повикот до нивните родители, а јас не можем сам да одам од куќа на куќа и да молам за да им помогнам. Доволно предупредував, доволно правев се и затоа нека ова што ќе го пуштам сега нека биде порака до сите вас, бидејќи навистина боли многу. Ја повикувам Увара Кочани конечно да си ги исправи своите грешки и да не дозволи да имаме нови жртви во Кочани, каде што Чичо Владо, иако е најмногу потребен на младината денес, каде има конфликтна логика, не учествува. И Чичо Владо има многу починати од ова тровење, од овие отровни гасови, од овие азбестни честички, од овај облак на дим, штетен, радиоактивен, кој што паднал и кој што целиот густ чад бил во внатрешноста на дискотеката. Ова елементарна катастрофа не смее премиерот Тино да ја премолчи. Знам, многумина сега пишуваат за ова, никој не го споменува пак Владо Павлов. Знам, дури министерот Тошковски кажа дека праскалките се идентични на кабелот, го смени неговото мислење и така и треба, бидејќи има нешто друго. А тоа друго, Владо Павлов ќе го објави кога ќе дојде време. И тоа е моја должност за сите починати и за сите оние кои што ќе останат со трајни последици од овие силикатни, штетни радиоактивни влакна кои што им се во нивните бели дробови. Ова нека биде порака до сите вас, идентично на мојот пријател кој што е Пее Андреј. И дали случајно или не, ова мораше да се случи во Кочани и ова нивна или овој нивен хит, до кој што јас навистина се сочувствувам со овој хит на ДНК. Ве молам, разберете ме,
за целата реорганизација што ќе ја правам. Не сакам повеќе да губам, не сакам повеќе да бидам линчуван од сето оно што се правеше ова деценија против мене. Ми треба мир и сакам сам да си ги завршам работите кои што сум ги започнал и да докажам дека ова држава има закон, а некој што не го спроведува, еве до каде доаѓа. Нешто со кој што морам да го направам ова и со кој што се сочувствувам е овој хит и потоа уште малку ќе продолжам за една информација со пораката секој дома со своите најблиски да си го бара мирот од сето она што научивте од Владо Павлов, бидејќи на Владо Павлов му треба и легала, настрана од сите вас. За да можем да продолжам, за да можем да помагам во иднина. Ајде да ја бараме таа една песма за добро да е. Борам сам против овие убийци, против сите оние кои што дозволија да победи кокаинот и хероинот во мојот град. Наместо ова големо дело кој што целиот свет ќе го донесеше во Кочани, ние на друг начин го донесовме целиот свет во Кочани по заслуга на сите нас, по заслуга и на мене, што само еднаш ќе сум бил во ова дискотека за сиве овие години во Кочани. Доколку некој побара помош, Агапи центрите, ве молам да ги запишете и се што е потребно, како и досега што знаете, да им помогнете бесплатно, со најмалку 10 бесплатни услуги, и сето оно друго што значи регенерирање на ливната кожа, на ливното ткиво и чистење на нивната и чистење на незината крв. Со препорака, не верувам дека може остојниот кислород да им помогне, затоа што не се работи за белодробна вентилација во која учествува кислородот и еглеродниот диоксид. Имаме нешто многу пострашно и кое што премиерот Тино мора да прогласи елементарна непогода
од сите оние кои што дозволиле покрај сите други аномалии и пропусти ова дискотека да има ваков азбесен, штетен, кој што е многу смртоносен и радиоактивен кога избухне пожар. Ве молам, разберете ме, немам против никого ништо, само многу боли и морам да го продолжам патот сам во мојата битка против овие убијци од понеделник. Иако требаше овој понеделник да продолжам со мојата битка од овие убијци, од ова злосторничко дружување од обвинители, судии, извршители и адвокати, каде што најмногу од се го повикувам премиерот Тино да обрати внимание не само на судиите, туку и на адвокатите и на извршителите, каде што сите работат заеднички, кој дае повеќе, независно дали неговиот клиент го застапува адвокатот или не. Имам доволно докази ова да го докажам и ќе го докажам пред адвокатска комора, како што и докажав досега пред ова влада на Република Македонија за сите злосторнички дружувања во Кочани. Нам не треба 2 месеца да затвориме една фирма која што бесправно работеше, еден лик кој што го зела мафијата во Кочани, ова злосторничко дружување со на цел да го уништи Владо Павлов. 2 месеца не требаше. Ниту Елена од УЈП, ниту било кој реагираше за да биде затворена ова фирма која што покрена еден процес, не знам со кој печати, не знам, со фирма која што лицето повеќе не беше вработено, а година и пол стои фирмата активна. Дали ова премиере Тино не е фалсификувана лиценца? Со која одлука незиниот адвокат покренал постапка? Со која одлука извршител зел полномошно? Од која фирма кога не постои? Со која одлука судијата Зоран Григоров и Основен суд во Кочани донесе одлука да направат голема штета на Агапи без мое присуство и решение кое што од декември се уште не ми е дадено за бесправно донесено присилно решение? Дали ова не се фалсификат лиценци кој што некого е злоупотребува службената должност? Ќе докажеме од понеделник. За се што се правило против Владо Павлов. Без протести, без палење, без викање, без кршење. Владо Павлов најжестоко се спротистави на ова злосторничко дружување на убијци, каде што сите во Кочани се испреплетени како црева. Од УВР Кочани па до Основен суд, преку адвокати, извршители, нотари, олигарци, урбана мафија. И се разбира, тендераши за кокаин и хероин. И нема овде да престанам. Ќе се борам сам, без сите вас. Затоа ве замолувам
да ме оставите во мир, да се изгуркам работата сам и да докажам дека ова држава има закони. А тоа што некој не ги спроведува и што ги злоупотребува е работа на премиерот Тино и на лицата кои што ја добиле власта од овој народ измачен. Малку е тоа што е бос, гладен, измрзнат, па сега треба и да го гореме и да го печеме за сите оние кои што не си ја спроведеле нивната работа од даноците и од оние што плаќаме ДДВ. Ви благодарам, останете ми во здравје, во мир, љубов и хармонија со делата. Ако нешто сте научили од Владо Павлов, заборавете веќе на оној Владо Павлов што го знаете, затоа што ова боли и кога ова се случи, сите сме виновни. И јас, и вие. А се докажа дека Владо Павлов сте го следеле од забавен карактер и поголемиот број како и денес го злоупотребувате за ваши лични интереси, каде што нема никој доблес да го спомене моето име за се што е правено. Мајки и татковци, бдејте над вашите деца. Не дозволувајте некои новинарски куки и новинари да ви ја подгреат состојбата за да имаме и нови жртви. Не дозволувајте некој да го злоупотребува болот на починатите, на родителите на починатите за лични собствени интереси. Многумина изгореа. Многумина ќе останат со трајни последици. Тоа не значи дека треба да земам оружје и да го спроведам сето оно што ме обучувала ова држава и претходно Југославија. Затоа ќе се повлечем во мир и ќе оставам на институциите да си ја завршат работата со повик до премиерот Тино да не гледа дали некој е ВМРО или СДС. Сите кои што сме направиле криминал, нека се спроведат. Да не го заборавим и Радко Сорос вохабиста, кој што во негово време е направена ова дискотека, кој што е финансиер на ВМРО ДПМН. Да не го заборавим и кондукторот, кој што продолжува. А да не го заборавиме Тино и Папазот, кој што со прст не мрдна. И многу лица во УВР Кочани, кои што служат на 20 олигарси. Да, сам ќе продолжам од понеделник и за сите оние кои што се огрешиле со сето оно што го имаат за цел да го направат. Ќе го докажам. Кочани, нам ни треба правда, нам ни треба слобода. Змијата смрди од главата. Почнете од 20 олигарси и Кочани ќе биде средено, слободно и чисто, како пред да го убијат инспекторот во 2004 година.